Успешните приказни не паѓаат од небо, ниту пак се плод на случајности. Успешните приказни, особено оние кои доаѓаат од стопанството, се испишуваат со многу труд. Таквиот труд во комбинација со планско вложување и следење на потребите на потенцијалните потрошувачи е најцврстиот мост помеѓу идејата и реализацијата. Само на тој начин бизнисонот на еден стопанственик станува јаве. Вистински пример за таква успешна приказна е млекарата Јока од Струмица, еден од најреспектабилните струмички стопански субјекти, која е почитувано име и во државни рамки. Се започнало во првите години од осамостојувањето на нашата земја, кога младиот и амбициозен струмичанец Љупчо Јовановски ги ковал своите планови за остварување на својата визија, да создаде производен капацитет кој ќе продуцира здраво млеко и млечни производи со безпрекорен квалитет. Денот Д се случил пред 20 години, на 29 април 1993 година, кога млекарата Јока започнува со работа со амбиции за долгогодишен континуиран развој во своето постоење и производство по мерка на потрошувачите. На почетокот, адаптираните 25 метри квадратни од семејната куќа на Јовановски и минималните техничко-технолошки услови за производство сепак биле доволни за да почнат да излегуваат првите количини јогурт и кисело млеко. Квалитетот на производите со надписот Јока бил пресуден истите да го најдат најкусиот пат од пазарот до трпезите на струмичани. Од ден на ден, од месец во месец, бројот на потрошувачите кои умееле да го препознаат тој квалитет станувал се поголем, а млекарата Јока се попозната во македонската млечна индустрија. Со текот на годините се наметнувала потребата за осовременување на производството и негово зголемување во согласно со барањата на потрошувачите. Па така во 2003 година, на денот кога млекарата го прослави 10 годишниот јубилеј од своето постоење и работа, во индустриската зона Север во Струмица, Јока отвори нов, голем и современ производен капацитет со модерна технолошка линија и со ангажман на нови стручни луѓе задолжени за раст на квалитетот и производниот асортиман. Со текот на годините растеше и бројот на производите, па така покрај јогуртот и киселото млеко, Јока отпочна со производство и на млеко, сирење и ајран, а во последно време и на пробиотско кисело млеко и пробиотски јогурт. Значајно е при тоа да се спомене дека Јока беше една од првите компании од ваков вид во Македонија, која во своето производство го имплементираше ХАСАП системот за безбедна храна. Бележејќи го својот евидентен растеж со препознатлив квалитет на своето производство, како резултат на должната почит кон потрошувачите, Јока неодамна го одбележа својот втор значаен јубилеј. Бележејќи го својот евидентен растеж со препознатлив квалитет на своето производство, како резултат на должната почит кон потрошувачите, Јока неодамна го одбележа својот втор значаен јубилеј – 2 децении постоење и работа. Во рамките на тоа одбележување, стручно-менаџерскиот тим на Јока одлучи квалитетот на своите производи да го провери и на меѓународен план. За таа цел, Јока со 4 своји производи зеде учество на овогодинешниот 90-ти меѓународен Новосадски саем. Во конкуренција на млекари од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Македонија, сите производи на Јока се закитија со злато. Традиционалните производи јогуртот и киселото млеко со знакот на Јока добија златни медали, а пробиотскиот јогурт Јовита и пробиотското кисело млеко Јовита беа вреднувани уште повисоко, добивајќи големи златни медали. На тој начин, 20 годишниот јубилеј на Јока беше заверен со златен печат. Од истражувањата кои беа направени и со кои располагавме во млекара Јока, бевме свесни за квалитетот со кој располагаат производите на млекара Јока. Од таа страна се наметна потребата тој квалитет негде да можеме да го провериме и да го верифицираме. Прилика беше Новосадскиот саем кој е со долгогодишна традиција и искуство и каде решивме со нашите производи, пробиотските јогурти и стандардните јогурти и кисело млеко да ги ставиме на оценување пред жири на Новосадскиот саем, составено од меѓународни експерти во областа на лекарството. Не се двоумевме да се плашиме од некакви разочарувачки резултати.
ги доставивме потребните мостри и по извършената оценка от страна на жирито бевме информирани официално дека нашите пробиотики йогурти и кисело млеко имаат освоено 98 поени, со што добивме награда голем златен медал. Додека стандартните йогурти и кисело млеко имавме освоено негде околу 89 поени. Наградите се доказ пред нашите потрошувачи дека производите на јока се со врвен квалитет. Бидејќи сме фокусирани на самите потрошувачи да им понудиме квалитетни производи, ќе продолжиме и понатаму по таа линија, бидејќи доколку не се потрошувачите, не би постоеле и ние како млекара јока. Млекарата Јока го продолжува својот успешен пат, докажувајќи дека успехот е триумф на упорноста, но и нешто повеќе од тоа. Вербата во себе, љубовта кон работењето и почитта кон потрошувачите носат поволен ветар за движење во добра насока. Идејата и визијата се уште траат и ќе траат додека трае и Јока.